А реалноста за загадувањето највидлива е во капиталниот град Скопје, но маглата колку што донесе паника, толку донесе и среќа за сите оние што немаат вкус за барок и неокласицизам. Дополнителна среќа од град Скопје е тоа што решија нова година да ја слават на крајот од декември. Да погледнеме. Кај си бе, човек? А било најглебе за палтото? Еве сум. Оди камерата? Ајде ти, ништо не се гледа. Не знам кај е. Ајде. Разговаране со задолжениот од град Скопје за овие прекрасни украси што ќе светат по улиците за нова година. За нова година. Да, како што може да приметите, оваа година купивме дополнителни 17 километри светлечки украси за да го разубавиме градот. Многу убаво. Децата сигурно ќе се радват на што ќе така магично небото на Скопје. Нормално, нели, ние ова и за децата го правиме, за да им направиме една поубава новогодишна атмосфера, да се радуваат малку повеќе. И ќе оставиме гледачите да уживаат во овие прекрасни виножита и овој спектар на бои што ќе се прелева во деноите што идат потаму. Дали ќе вклучите сега? Абе, вклучени се веќе месец дена. Кај се вклучени бе, човек? Оти ме онегваш. Не гледаш дека светат? Абе, тоа како е загадено, не мора ни Дино Мерлин на плошад да викните. Може и само клајте од оние касети ти да му пеј на луѓето. Ох, леле, сирот ти. Извини, ама ти си сирот. Не, ти си сирот. Ајде да не речам овде, ела ако си баш в лице кажи ми тоа. Сирот ти. Абе, јас ако те научам кој си, ќе видиш. Ти благодариме, Менде. А ние продолжуваме со вестите. Јована?